Македонската економија е стабилна и покрај сите предизвици на политичката криза, оценуваат Меѓународниот монетарен фонд и Светска банка. На пролетните средби во Вашингтон, на кои учествува и македонската делегација, предводена од министерот за финансии Кирил Миноски, е посочено дека македонската економија годинава ќе оствари раст од околу 3%. Она што е констатација на сите релевантни финансиски институции е дека и покрај долготрајната политичка криза сепак економијата испорачува позитивни резултати. 2016 година ја завршивме со раст на бруто домашниот производ, наплатата на приходите е на задоволително високо ниво, тоа продолжува и во првата половина од 2017 година. Буџетскиот дефицит се движи во рамки на мастришките критериуми, така да од тој аспект општата констатација е дека речиси сите макроекономски фундаменти на економската политика во Република Македонија се здрави и дека и покрај сите околности Македонија дава позитивни резултати. Според гувернерот на Народната банка Димитар Богов, предвидувањата на Меѓународниот монетарен фонд и на Светска банка за македонската економија се должат на добро поставените основи на економијата. Од аспект на Македонија, видувањето на ММФ и Светската банка е дека македонската економија ќе продолжи да расте. Според нив растот ќе изнесе околу 3%. Тоа се должи на добрите фундаменти на македонската економија, но секако тоа е помалку од колку што може македонската економија да расте, а причината е неповолното домашно политичко окружување. На средбите што македонската делегација ги имала со високи представници на Меѓународниот монетарен фонд било оценето дека инфраструктурните проекти се позитивни за развојот на македонската економија. Македонската делегација на пролетниот состанок во Вашингтон со представници на Меѓународниот монетарен фонд и на Светска банка разговарала и за поддршка на приватниот сектор во Македонија, особено на малите и средните претпријатија.